вистина можеме да бидеме горделиви денеска повторно со Цеца, да бидеме сведоци на еден убав разговор заедно со вас, бидејќи Елена и всушност која што е генерален секретар на Триатлон федерацијата на нашата земја, ќе даде баш некако убави генерали за ова што се случува овој викенд, по втор пат, Елена, ако не грешам, бидејќи Охрид имаше прилика тоа да го сподели како искуство пред календарски пред пандемијата, меѓутоа Охрид повторно ќе биде во центарот на регионалната спортска јавност. Градот под Самуиловата тврдина се подготвува за повторно најдобрите триатлонци на Балканот. Претворајќи се во сцена на врвен спортски спектакл, можеме, колеги, нешто да погледнеме од илустрациите, додека најавуваме со Цеца и да ви ги дадеме секако овие потребни информации. Меѓународна сработка, промоција на Македонија пред светот, но и колку ваквите настани значат за спортот и развојот на спортот, воопшто спортскиот туризам и имиџот, би рекол, на самата земја. Така што во време кога спортот се повеќе, јас би рекол, станува еден вистински мост помеѓу народите, ќе разговараме и за улогата, ќе потсетам и за Македонскиот олимписки комитет во поддршка на младите спортисти, нека дека споменеме. Меѓутоа, наш гостин е Елена Зисовска-Апостоловска, представник, всушност репрезентативен, би рекол, за оваа тема, и поводот е вистина. Балканско првенство има и зошто да го најавиме во триатлон во Охрид. И за прв пат, јас би рекол, можеме повторно да кажеме дека Охрид ќе биде една убава повторно мамка во оваа 2026-та, да ги дочекаме сите овие спортисти. Некаде прочитав со Цеца 12 земји, така? Да. 12 земји. Добро ни дое, одамна не си го посетил ова наше студио, кога всушност со Цеца се сеќавам дека промовиравме твои некои спортски успеси, перформанси, подготовки, за многу работи, ама одамна не си била во нашето студио. Секогаш поврзани со спортот. Фала ви, мои драги Цеце и Марко, што не поканивте денеска и што секогаш ни давате простор да разговараме за спортот и да споделиме тоа што мислиме дека е важно јавноста да го знае. А јас мислам дека е многу поважно да кажеме дека има се поголем интерес за триатлонот генерално како една дисциплина спортска, бидејќи за жал можеби се уште има луѓе кои што и не знаат што всушност во детали значи триатлонот, а од друга страна имаме надпреварувачи кои што и постигнуваат резултати на кои што Македонија треба да биде горда, па веројатно и не залудно Охрид повтор пат ја добива можност да биде домаќин. Што ќе се случува викендов и колку Охрид и Охридското езеро одговара на потребите за една совршено добро да се и организира, но и да одговори секако на потребите на надпреварувачите кога станува збор за триатлон дисциплината, во која што легува секако и пливањето. Ќе почнам со мало објаснување за триатлонот. Може. Добро ме потсети Цеце. Верувам дека многу голем дел од јавноста знае. Ние многу често сме презентирале на телевизија. Меѓутоа, за оние што не знаат, триатлонот е еден многу динамичен, интересен спорт кој што ги комбинира трите основни дисциплини. Тоа се пливањето, велосипедизмот и атлетиката во едно. Значи, надпреварите се одвиваат последователно, дисциплините една по друга ги изведува секој надпреварувач, помеѓу што има две транзиции, односно прва транзиција помеѓу пливање и велосипед и втора транзиција помеѓу велосипед и трчање, каде што Секогаш е прво пливањето? Секогаш заради безбедносни причини е тоа така, заради тоа што кога сте уморен во вода, можеби не можете толку добро во таква средина да исконтролирате што ќе се случи. Исто така температурниот шок е голем, доколку сте загреани на трчање, па влезете во вода. Значи, редоследот на активностите е секогаш ист. И тука доаѓа и таа четврта дисциплина што ние викаме, нели, транзицијата, а тоа е вештината на секој спортист да премине од една во друга, да се адаптира за многу кратко време од една во друга дисциплина. Односно, да смени опрема за многу брзо време, и тоа се посебни тренинзи што спортистите ги тренираат многу редовно, исто колку и трите дисциплини. Охрид, како што кажавте, е идеалниот град, езеро за локација за еден ваков настан. Инфраструктурно совршен, мислам дека за... Совршен, сместувачки капацитети, кристално чиста вода, нели? Ние можам да споделам и лично искуство како триатлонка и како тренер, сме пливале во многу по зелени, ќе кажам, езера. Значи, ова е благодет за сите триатлонци. Се пресрекни што ќе дојдат тука, бидејќи водата е толку провидна, што тие имаат и многу добра контрола на тоа каде се наоѓаат. Така што сите услови ги исполнува
Охрид, интересот е многу голем, не е само од балканските земји, ќе имаме надпреварувачи што не се од балканските земји, само заради тоа што е Охрид, можам да кажам. Зачуди заради тоа што видиме балканско првенство, 12 држави, не се толку нели на Балканот. Веројатно фокусот и интензитетот на интересот на триатлонци се повеќе од Балканот, меѓутоа кои се земји, Елена, се на ова балканско големо? Балканското првенство значи дека ќе имаме ние две прогласувања на овој надпревар. Значи дека тие што се од балканските земји и членови на Балканската федерација ќе си добијат бодови на ниво на Балканска федерација. Меѓутоа, дури и да победи некој што е од Украина, како што имаме пријавени, имаме дури и од Соединетите Американски држави, тие ќе си добијат генерален пласман, но нема да носат бодови. Да. Што ќе Јасно. така. Значи, важното е дека луѓето, иако не се од балканските федерации, сепак имаат интерес и тоа е еден голем доказ како. Тоа дали можеби Охрид го прави интересот и ги примамува триатлонците да дојдат и да пливаат во таа кристално чиста вода? Има ли разлика кога се плива во солена вода? Да, има разлика. Има разлика. Солената вода е погуста и не држи погоре, така што можам да кажам дека е различно. Солената вода исто така знае доколку на оние подолги дистанци, како што се полу дистанца и цела дистанца, знае и дури рани да направи при пливањето. Да. Има значи посебни нели одела што се носат, па се мачкаат триатлонците со некои креми, така да езерската вода во Охрид е благо да тоа го кажат и што спомена. Да, не ти е непознат терен, затоа што пак ќе кажам со Цеце сме биле сведоци на твои огромни успеси. Верувам дека ќе ги имаме можеби и во иднина како барем како рекреативец, некој пат може повторно некоја шампионска можеби титула, никогаш не се знае. Меѓутоа претпоставам дека подготовката за триатлонот можеби една од комплексните, сепак станува збор за три спортови, тоа една со друга кои што се во една симбиоза, ама сепак нели различни по техника, по методологија за учење и така натаму. Некаде прочитав дека и ова ќе биде всушност би рекол балканско првенство каде што ќе пречека рекорден број на учесници. Во Охрид ќе дојдат најдобрите балкански надпреварувачи од триатлонот. Еве ќе издвојам еден пример, 13 години балкански шампион по ред, Огнен Стојановиќ, што е од Србија, ќе биде тука, меѓутоа сега се наметнуваат и нови млади триатлонци од кои што очекуваме една многу брза и динамична трка. Значи еве еден факт за тие што знаат, очекуваме дури под 55 минути да биде завршена спринт дистанцата. Значи, овој триатлон е спринт дистанца, тоа значи дека се плива 750 метри, се вози 20 километри точак и после се трча уште 5 километри. Значи, сето ова очекуваме да биде, се што е под 1 час, да речеме, се рачуна за многу брзо време, но ние очекуваме и за под 55 минути да биде завршена машката елитна трка, што е нешто навистина многу брзо и ќе биде многу спектакуларно за гледање. Овој повеќе кратен спортски уметник би рекол, го држи рекордот во моментот на Балканот? Рекорд во последователни титули. Аха. Да. 13 години поред? Ако не се лажам 13 или 14, меѓутоа тоа е нешто многу големо и фасцинантно, да. Да, видиме Охрид е добар викендов да се дојде и фамилиарно, да се ужива, да се следи трката, така но да се следат трките, но секако убав момент е што никогаш не ги заставате и децата, поточно како видиме во нив е иднината, во нив е и моќта на некој начин, заради тоа што ако ги насочиме на правилен пат, можат многу далеку да стигнат. Ни спомена дека има се поголем интерес за оваа дисциплина да се тренира. Колку сте вие генерално задоволни од тоа колку ние имаме сега соодветни надпреварувачи, колку има интерес за детските трки, генерално за оваа дисциплина? Морам да кажам, Македонската триатлон федерација, кога ги организира овие надпревари, ги има во предвид сите категории на надпреварувачи. Значи, освен овие што ги споменав елитните, има категории, 4 категории за рекреативци и имаме кадети,
Тоа се нели и днината и нашата надеж на триатлонот, и ги имаме и детските категории, деца 1 и деца 2, тоа се оние што сега зачекоруваат во спортот и тек дознаваат што значи триатлонот. Извини, интересни ме на децата за триатлон да зборуваат и да тренираат, затоа што на некој начин ова се нели 3 спортови во една дисциплина. Можеби оттаму првиот момент или предизвик за нив. Од моето искуство како тренер можам да кажам дека многу е забавно за децата да тренираат триатлон. Секој ден тренингот е во различен спорт. Да. Значи денес е пливање, утре е трчање, не е монотоно, не се заситуваат толку лесно и брзо. И брзо, и затоа тренизите се многу забавни, особено оние тренизи кога се вежба транзицијата. Брзо е, динамично е, децата тоа го сакаат, имаат енергија. И можам да кажам дека ова е идеален спорт за деца, бидејќи ќе научат да пливаат, да трчаат и да возат велосипед, мислам што повеќе, нели? Да. И е многу забавно и децата остануваат подолго време и се позаинтересирани. Не го губат интересот и фокусот за толку брзо време. Да, вистина светот се повеќе зборува за и спортскиот туризам. Претпоставам дека ова Балканско првенство, Елена, е еден туристички проект, затоа што споменавме со Цеце, тоа ќе го начнеме дека спортскиот туризам е вистина една и меѓународна промоција, конкретно за Охрид. Јас искрено се надевам дека можеби Охрид некој пат ќе добие титула за постојано да има во континуитет или организација на триатлонот преварување. Морам тука да се заблагодарам на општината Охрид и на нашиот локален поддржувач и организатор, тоа се Охрид трчат, во соработка со нив се организира ово. Така и во минатата, така е. Да, значи мораме да кажеме дека триатлонците кога доаѓаат на надпревар најчесто доаѓаат со целата своја фамилија, со своите поддржувачи. Значи ако сега ги имаме во некој број од 300 луѓе да речеме, тука се многу интернационални судии кои што ќе учествуваат, ќе судат на самиот надпревар. Исто така од балканските држави, така што голем број на луѓе ќе се слеат овој викенд во Охрид. Верувајте, триатлонците нели се грижат за својата исхрана, за Ти тоа најдобро го знаеш. Да. Така што верувам дека и убаво ќе се нагостат, имаат и што убаво да јадат во Охрид квалитетно. Така што еден голем плюс за туризамот во Македонија. Секогаш туризамот и спортот се поврзани, бидејќи спортот носи многу патување, многу интернационални надпревари, така што тие две работи секогаш одат заедно. И ќе споменеме, ќе го нотираме економски бенефит секако можеби нели за Македонија и за Охрид. Прво ќе ти заблагодариме што си денеска баш репрезент за истото, меѓутоа и ние возможи да можеме сега од Охрид и Струга, ако не грешам, да вклучиме утринова. Мислам дека веќе го имаме и почитуваниот Иван Михајловски, кој што е спортски директор на Триатлон Федерацијата. Така што, Иван, ќе те поздравиме, Цеце, Марко, Елена, секако од Скопје. Претпоставам дека во овие утрински часови може и повеќе се подготвувате полека за нели пречекот на сите оние кои што ќе бидат овој викенд во Охрид и Струга. Добро утро уште еднаш. Може би те прашале со Цеце на самиот почеток што е она што ајде ние како гледачи никој пат не го забележуваме, а представа најголем организацијски некој пат предизвик па и ризик на еден триатлон. Добро утро уште еднаш. Добро утро и од мене, благодарност за повикот нели во емисијата. Убаво кажа Елена, значи ние во Триатлон Федерација имаме логистички пора да се подготвиме. Едни ја спремаат нели патеката. Ја моментално го имам најубавиот, ќе ви покажам најубавиот поглед. Ова е Охридското езеро, значи поглед на Кеканео. Во овој делот ќе биде значи пливањето и 2 лебеди кои што се упатува да не проверат како сме ја поставиле патеката. Мислам да ви објаснам, пливањето ќе биде во вид на триаголник, односно диамант, каде што пливачите во делот на пливањето ќе се обавува во езерото, потоа поминуваат на патеката, конкретно се работи се коси тревата од војската. Се наоѓаме кај преку мостот Билјанин Идвори, каде што ќе ни е и транзицијата. Ова све ќе изгледа поинаку, односно како што гледате на видеото. Конкретно сме спремни, благодарност поддршката од градоначалникот Кирил Пецаков, значи и Охрид трчат како наша логистичка поддршка, нели плюс Олимпискиот комитет и Министерството за спорт, кој што го поддржува овој настан. Иван, да, кога се очекува да
кога се очекува да пристигнат првите надпреварувачи и колку ќе имаат можност тие да го испробаат теренот, езерото, патеката каде што нели ќе се трча, да се прилагодат. Така, значи надпреварачите пристигнуваат во петок веќе на 12-ти. Тогаш имаме и запознавање со патеката на велосипед, односно запознавање на патеката на пливањето. Се надеваме дека времето ќе не послужи. Веќе има некои надпреварувачи тука кои што пробуваат, значи патеката, поставуваат прашања како ќе биде. Инаку во однос на денеска започнува и семинарот за триатлон судии со ниво 1, светски триатлон семинар кој што се одржува исто така во Охрид, кој што ќе едуцира околу 20 триатлон судии кои што исто така ќе судат на овој надпревар, ќе ни бидат подршка нели на нашите судии интернационални 16 кои што ги имаме во нашата федерација. Полека се подготвува теренот, значи се спремаме во сите сегменти нели и очекуваме добар резултат на странските спортисти, но и исто така и на нашите спортисти кои што се спремни, тренираат заедно со националните тренери, со своите клубови, селекторот и председателот на федерација. Да, ова толку ми изгледа како едно убаво олимписко доживување, би рекол. Така изгледа и од овие снимки кои што ги имаме благодарение на вас. Иван, колку луѓе се вклучени? Па ова е гледката што сакаме секој пат да ја имаме нели од Охрид. Сега покажам уште еднаш. Еден љубовен пар утринава. Еве го љубовниот пар од Охрид во близина на Канео. Прекрасно. Прекрасно. После како да не ги чувствуваш овие убави или како би рекол да не се поведаш катарзично. Иван, ти завидуваме на твојата канцеларија утринава. Не ви е лоша канцеларијата, Иван. Благодарам. Да, инаку повикувам да дојдете во Охрид. Да, тоа што споменавме всушност и утринава дека баш ќе биде семино уживање бидејќи нели карактерот не е од затворен, нели настанот не е од затворен карактер, туку баш сите кои што сакаат да уживаат ќе може да бидат овој викенд во Охрид. Колку луѓе се вклучени во организација и кои можеби се најстрогите безбедносни протоколи кои што мора да се почитуваат за да се одржи вакво големо балканско триатлон надпреварување? Значи во целата организација сме логистичките судиски екипа околу 30 на луѓе кои што го организираме надпреварот, нели, плюс дополнителни судии. Во однос на безбедносните аспекти, водата е бактериолошки коректна, значи направено испитување спрема бактериите присутни во езерото и е перфектна. Значи конкретно температурата е 22 степени, значи може да се плива и без неопренско триатлоно делово. Така да во однос на сообраќајот во делот, значи од 8 саат сабајле до 15 часот во саботата, значи ќе имаме привремен пренасочен режим на сообраќајот, ќе иде тековен од бензинската пумпа во Охрид до хотел Славија, ќе оди во двосмерен пат на горниот пат, значи ќе има проток со ограничување на брзината на возилата од 30, затоа што ние го користиме долниот пат према Инекс Олгица за обавување на круговите. Исто така тоа ќе се случи и во недела од 8 саат сабајле до 13 часот, каде што ние штафетната трка ќе објасни Елена малце повеќе околу тоа и детските трки во две категории, деца 1 и деца 2, зависи и кои што обавуваат дистанца зависно од нивната категорија, нели помала од ова елитната што е. Така имаме алтернативен пат кој што може да се користи. Вчера бевме на состанок со полицијата, најдавме големо разбирање, благодарности до нив, така да гледаме све безбедносно да кој што треба. Во однос на трчањето ќе се обавува трчањето по велосипедската патека према плажите на Кадмо и Куба Либре, безбедна патека која што ќе обезбедиме, поставиме знаци и финишот ќе биде баш некаде пред војската во финиш порта, како и предходните 2 години кои го организиравме надпревар тука во. Да, Иван, што најчесто бараа да речеме другите странските федерации, можеби од нас како организација, со оглед на тоа дека веќе поучени сме од искуството, 2019 Охрид имаше прилика да се покаже можеби во логистички менаџирање на сите овие структури да се обезбеди добар, јас би рекол, нели, добра платформа за триатлонците. Што најчесто е нели најважно можеби за федерациите? Најважно за федерацијата е добро сместување, кој што го имаме тука во Охрид, нели добра исхрана на спортистите, значи убав одмор, нели,
период Охрид е прекрасен, значи мирен, тивок, нема многу луѓе, гужва, нели? Така да воглавно они бараат мир, тишина, нели, за да може да се спремат добро за надпреварот, нели? Да биде безбедна нормално патеката. Имаме и публика која што ќе, нели, има во одредени делови можност каде да се движи. Така Чистото езеро ги навлекува, како што каже Елена, да дојдат со поголем број во Охрид и красната гостопримство, нели, на граѓаните тука во Охрид. Така е, Иван, Охрид е благодет, Охридското езеро, за кое што веќе во неколку наврати споменавме. Посакуваме да биде ова успешно издание и се разбира да уживате викендов, се да помине безпрекорно добро организацијски и да се радуваме заеднички на сите успеси кои што ќе бидат постигнати. Ако прашаме што може Охрид да понуди, а другите градови не, токму тоа што го наведе. Добра храна, сериозно се добри. Чисто вода, именно, мислам, и најважно спокојство, кое што мислам дека во таков централен бисер ретко се доживува. И вистина ти благодариме што... И фала повторно што ни ја прикажуваш оваа слика, да не биде уште повеќе криво што не сме Добро, нека биде мамка за ова што ќе се случи викендот, така што ти благодариме за вклучувањето. Препоставам дека полека се подготвувате сега за останатите активности кои што ќе ги имате за пречек. Да, ви благодарам и на вас на поканата да бидам гостинка. Поздрав, Иван. Сега, ако не се лажам, од Охрид, од Струга би требало за скоро да ја вклучиме да кажем, од Охрид ќе се преселиме малку во Струга, да го видиме Охридското езеро од струшки аспект. Да, мора да признаеме дека и Струга си има некоја посебна убавина, макар што нели таа јас би рекол катарза со природата. Ни овозможи да можеме да имаме и читам дека тренерката Бојана Георгиевска со неколку триатлонки. Така, значи тие се моментално на припреми, односно подготовки во Струга за Балканското првенство. Значи тие се дел од еден од нашите клубови кои што ги имаме во Македонија. Колку надпреварувачи има од Македонија? Не ја знам точната бројка, меѓутоа сигурно доминантна ќе биде во однос на останатите. Да. И еве пред да ги вклучиме од Струга, бидејќи спомена и Иван, очекува времето да не послужи. Нашата Елена спомена дека ќе биде едно мало заладување генерално, но што значат идеални услови, Елена, за едно триатлон првенство? Ова е многу интересно прашање, бидејќи идеални услови не постојат за триатлон. Триатлонците се таков тип на луѓе што се прилагодуваат на сите услови. Макар да има некакви можеби временски непогоди, збориме дожд или трката нема да се откаже. Само ќе се прилагодиме на дождот, на ветерот, на брановите, дали ќе носиме неопренско одело, дали нема да носиме, меѓутоа таков е нашиот спорт, секогаш се одвива во отворени услови, во отворена природа, што секогаш е непредвидлива и тоа е убавината и предизвикот. Прекрасно. Што го сакаат овие луѓе што сакаат адреналин. Да, така што какво и да биде времето, ќе биде одлично за триатлонците. Кои беа најголемите предизвици во процесот, можеби да се добие повторно титула, да се на линија, ако сакаш да ги вклучиме? Ајде, зашто па да не? Па после ќе продолжиме со Елена. Имаш чест да ги представиш твоите прекрасни пријатели, другари и колеги. Ви благодарам, дечки. Знам дека е драгоцено вашето време што го имате на припреми, меѓутоа одвоивте дел да ни се јавите и да ни кажете како се спремате за Балканското првенство и како е во Струга. Ги поздравуваме Бојана, Илина, Каталеја и Мирјана, ако не грешам, така? Да. Во еден вкупен кадар. Девојки, голем поздрав од студиото на Телма телевизија од Скопје. Ви завидуваме на уште поубава зелена атмосфера таму во Струга. Здраво, здраво на сите, на поканата. Епте ние ги што сме поканати на телевизија. Да. Бојана, што се случува во Струга, во тек се подготовките за Балканското првенство, па еве како течат истите? Супер, се и по план. Моментално се наоѓаме во кампот, овде доаѓаме секоја година. Го одбравме местово за како најблиска локација. Да плуваме на отворено, тренинзите се одвиваат. Супер. Супер. Бојана, дали и колку денешните деца се подготвени за спорт, вистина што бара огромна дисциплина, ние сме го говориле и со Елена во минатот и така натаму, можеш да кажеш и ти некое свое лично искуство? Вака, сега, овие припреми се повеќе за адаптација,
за Балканското првенство, кое ќе се одржи на 13-14 јуни. Тренинзите пак се го тренингот, е обработено претходно преку целата сезона. И спремни сме. Имаме Така е. генерација. Сега се изострува. Супер. Се надевам резултати. Ајде да ги чуеме и Илина, Каталеја и Мирјана, зошто одбираат да тренираат триатлон, ако можеме така да кажеме. Што најмногу ви се допаѓа во целата оваа спортска дисциплина? Триатлонот е многу интересен спорт. Содржа 3 дисциплини, пливање, велосипед и трчање. И не знам, мене ми е Дали во сите три подеднакво уживате или има некоја што ја посебно ја преферирате? Уживаме сите. Која дисциплина ви е најсилна, а која најтешка во надминување некој пат на некакви предизвици, бидејќи кога сме на терен и знаеме да ни се создаде некој мал некомфорт, меѓутоа која ви е најдобра и најсилна дисциплина? Па мене ми е трчањето, а најслаба ми е велосипед. А мене најсилно ми пливањето, а најслабо трчањето. Мене најсилно пливањето, најсилно. Добро, секој во својата категорија каде што мисли дека е најдобар и можеби послаб, но секогаш постои простор за индивидуално подобрување. Бојана, како тренер, што секогаш ги советуваш или сметаш дека е најважниот совет кој што треба да им се даде, особено на вака млади, надежни и талентирани триатлонки кои што ќе бидат дел од едно вакво големо балканско првенство? Најпрво да уживаат да уживаат во трката, да го сакаат спортот, па со тек на пример резултатите ќе си дојдат. Секој пат се стремиме кон резултати, ама и гледаме да децата да сакаат целото и да им е убаво и комотно. Прашање до сите, што всушност триатлонот ве научи за стравот? Па никогаш да не се плаши и да се престрашуваме од наши. Одличен одговор. Девојки? Па никогаш да не се откажи. Добро, ајде уште еден одговор да чуеме. Дека да не се откажува. Дека победата не е секогаш, но искуството треба да го доживаме во искуство. Бојана, кој е најголемиот мит за триатлонот тебе како тренер долги години бидејќи си дел од овој спорт? Мит. Дека не знам, најчесто све што сме замислиле можеме да го направиме и дека е тежок, не е тежок, ако имаш тренингот, ако доволно си фокусиран, имаш дисциплина, работиш, можеш да го уживаш спортот. Да, и веројатно најважно е да се ужива и тогаш веројатно доаѓаат и неминовни се понекогаш нели резултатите кога се внесуваме во тоа што го правиме максимално. Ви благодариме многу што утринава не поздравувате од Струга. Уживајте во остатокот од овие неколку денови пред официјалното започнување на првенството и ви посакуваме многу успеси викендов во Охрид. Кога веќе Иван ја сподели таа убава сценографија, како изгледа вашата... Ајде, вие свртете камерата да видиме што има таму. Што во моментот кампот, како гледа? Прекрасно. Прекрасно. Во природа, во преубаво обкружување. Она што му треба на еден триатлонец. Девојки, бидете ни така, чувајте се до следно наше гледање и благодариме за ова кусто, меѓутоа значено, јас би рекол, вклучување во утринската на Телма се со цел да му дајде едно надополнување можеби на ова натпреварување. Именно да, и пака интересно да се вклучиме. Барем денеска технологијата ни го возможува истото. Елена, бидејќи споменавме Бојана е тренер и ти исто така, може ли еве и ти од твоето искуство со оглед на тоа што имаш и нели надпревари за себе, кој е најважниот совет и тебе што ти го дале, но и ти што го даваш кога станува збор за вака големи надпреварувања? Може би ова балканско првенство, ќе речеме нели не е европско, светско или така натака, меѓутоа за вака млади генерации верувам дека
самиот натпревар си носи своја тежина, своји предизвики и така натака. Па верувам дека треба едно правилно насочување. Јас се сеќавам кога имавме гости од Македонскиот олимписки комитет тука за зимските олимписки игри, еден од советите беше всушност да се препуштат и да уживаат. Тоа го спомена и Бојана. Дали можеби и ти се пронаѓаш во тоа? Секако првиот совет што јас го добив на мојата прва триатлон трка беше денеска да уживам во денот, да уживам во патеката, да не се оптеретувам со времето, со техниката, за да се вратам повторно. Бидејќи многу често, ако се замориме со оние бројки, вати, километри, знаеме да си направиме притисок и да прегориме, да речам, и да не сакаме повторно се вратиме на терен. Тоа значи дека кога сме најопуштени, сме и најпродуктивни? Ова верувам важи повеќе за оние што се почетници, секако дека бројките се важни за професионалците, меѓутоа тоа е советот што јас го добив како почетник и го давам на сите почетници. Во врска со она што е многу важно за децата и јас секогаш сакам да го знаат е дека треба да имаат своја цел. И таа цел да биде денеска да бидеме 1% подобри од она што сме биле минатата трка. Не е убаво да целта да ни биде да победиме некој друг. Јасно. Туку секогаш целта е да ја поправиме грешката од минатиот пат, да поставиме некоја... Да се победиме себе си, да бидеме подобри. Да бидеме подобри во секој аспект, меѓутоа чекор по чекор. И тоа е нешто што верувам дека ќе ги одржи подолго време во спортот. Те прашав, нели бидејќи Бојана се вклучи со девојките, вистина кои се најголемите предизвици во процесот на добивање на ваква организација, да се добие, да речеме, нели на некој начин можност во случајот да можеме да бидеме домакини? Оваа можност ние ја добивме при формирањето на Балканската триатлон федерација минатата година. Оваа федерација беше формирана по иницијатива на Романската триатлон федерација, секако со поддршка од сите балкански земји, со цел да се зајакне позицијата на балканските земји во триатлонот во европската мрежа, да речеме, цела. Да. Ние ја имавме таа чест, нели, да ја добиеме оваа кандидатура и сме многу благодарни што се наоѓаме на мапата, што луѓето слушаат, ќе дојдат тука и ќе видат. Ќе искористам приликата да кажам дека и да се заблагодарам на целиот тим што работеше на овој организација на овој настан. Знаат кои се, меѓутоа навистина не е едноставно од технички аспект да се организира целото, бидејќи се работи за 3 спорта кои што се силно технички спортови. Така што засебно кога ги гледаме апсолутно. Засебно, особено делот на велосипедизмот бара многу голема координација. Сите луѓе што работат во организација се многу искусни. Ке го пофалам спортскиот директор Иван, тој беше избран од Светската триатлон асоциација да биде судија во Олимписките игри во Париз. Кој што го погледнавме и не се вклучи. Браво. Така да интернационално и многу високо е искуството што го има целиот тим и уште еднаш ќе им се заблагодарам за макотрпната работа. Прекрасно искуство. Мора да споменам дека ќе го споменам Македонскиот олимписки комитет кој што ја дава безрезервна поддршката на федерациите и мора да признам да една интерна наша средба пред извесен период забележав и тоа посакав со Цеце да го имаме можеби денеска како тема разговор. Не знам дали дека денеска од толку голем број на арсенал од теми кои што ги обсервираме дневно знае некој дека ќе се одржи нели балканското надпреварување е силно зацрстана на мапата за годинава и Охрид е домаќин. Мислам, сериозна работа е за да не се прикаже можеби денеска и да не го отвориме како тема разговор во утринската на Телма. Пред да те прашаме за Дакар и активностите, се обидуваш да најдеш време да бидеш повторно активна во триатлонот или сега можеби со семејните обврски како мајка тоа некој пат е оневозможено? Давам се од себе рекреативно да бидам тука некаде, не да се надпреварувам, меѓутоа да оставам некоја мала шанса дека некогаш повторно ќе се случува. Да. Сега сум мајка, секако фокусот е поделен на повеќе полиња, меѓутоа ние никогаш не исклучуваме можноста да се вратиме повторно на терен. Ама се обидуваш да одржуваш некакви резултати? Лични резултати да извозам точак 30 минути во денот. Многу помалку од амбициите што ги има порано. Инаку, младинските олимписки игри Дакар 2026 ќе се случуваат од 31 октомври до 13 ноември. Сенегал
ќе биде домаќин на повеќе од 2700 според некои податоци на млади спортисти од над 200 национални олимписки комитети со кои што ќе има прилика да се надпреваруваат 30 спортови и дисциплини. Јас тоа и го кажавме нели зад камери дека не е само ова спортски настан, туку една глобална платформа за олимписките вредности. Имаше прилика во месец април, ако не грешиме со Цеце, да бидеш како шеф на македонската делегација. Се одржа во април еден семинар за сите шефови на делегации од целиот свет, каде што имавме прилика да видиме како се одвиваат подготовките за игрите, да ги запознаеме на терен, салите, начинот на превоз, олимпиското село, особено и од здравствениот аспект, значи каде се наоѓаат сите тие болници кои што ќе ни бидат на располагање ставени. Можам да кажам дека подготовките со полна пара се одвиваат. Ова се први игри на афричко тло, први олимписки игри на афричко тло што се организираат, меѓутоа во историјата воопшто на Дакар? Во историјата на цела Африка. Голем број на луѓе од Интернационалното олимписки комитет се таму, веќе живеат таму некое време и помагаат со целата организација. Зошто го кажуваме ова и како го поврзуваме со триатлонот е една за нас многу голема и значајна работа, односно ќе имаме триатлонец кој што ќе се надпреварува во Дакар. Тоа е Марио Брезовски, кој што успеа да се квалификува да биде еден од 35-те триатлонци кои што ќе настапат на младинските олимписки игри. Во Сенегал во Дакар. На која возраст е ова момче? Марио има 15 години. Меѓутоа овој негов пат што еве да речеме за сега се кронисува со олимписки игри трае веќе 10 години. Тоа е вложување на многу страни, меѓутоа и секако визија на Македонската триатлон федерација дека ние почнавме да инвестираме во младите пред еве да речам 10 години, може и повеќе, и сега плодот веќе се гледа. Значи ние имавме тројца спортисти што беа подобни да учествуваат, од кои што Светската триатлон федерација го избра Марио. Какви беа квалификациите или што беше реперот? Да, квалификациите беа да има учество на Европско кадетско првенство, што го исполнува тој. Што го исполнува и да биде во одреден процент на ранг листата на завршетокот на тој натпревар. Да, велиш дел од екипата е веќе таму, со цел нели да се адаптираат и прилагодат. Кога Марио ќе замине за да може како надпреварувач да ја почувствува атмосферата, да се прилагоди на животот, храната, затоа што велите дека би сакал да го споменеш тоа како еден културен шок, сепак нели нашата географија е многу навикната на оваа умерена континентална клима, па дури и храната нели сама нели од ова поднебје со нашата дигестија некако си е во симбиоза. Ти велиш дека сепак бил еден интересен и културен, меѓутоа и така баш шок за еден човек кој што доаѓа од ова поднебје. Така е. Африка е сосема различен, специфичен, иако луѓето што живеат таму нели се навикнати на сите тие услови, на храната, на водата, на високите температури, меѓутоа за некој што доаѓа од Европа особено, ќе треба добри подготовки да направи за да може особено да се надпреварува на високо ниво на олимпијада. Еве што значи за Марио, колку време претходно ќе замине? Марио ќе има два подготвителни кампа, од кои едниот ќе биде во Малага, Шпанија, каде што надморската висина, температурата, условите се прилично слични како оние што ќе бидат во Дакар, и тој ќе биде таму во октомври пред да замине за Дакар. А баш на афричко тло ќе има ли подготовки? Подготовки, секако адаптација, аклиматизација со неговиот тренер Данчо Георгиевски, морам да го поздравам и да го спомнам. Така што планот околу неговиот настап е така целокупен, обемен и веруваме дека Марио ќе има еден многу добар пласман и дека ова нема да бидат негови последни олимписки игри, туку дека тој понатака во неговиот развој ќе стигне и до олимписки кандидат на големите олимписки игри. Со оглед на неговите 15 години, веруваме дека допрва го очекуваат блискави моменти. Некаде кон крај, Елена, на семинарот веројатно присуствуваат големи представници нели од различни земји. Како беше представена Македонија генерално и каков интерес покажаа другите учесници за нашата земја и кои се можеби најголемите
организацијски принципи што ги применуваат, да речеме, самите организатори на Дакар првенството? Многу е корисно да се биде таму со сите шефови на мисии од целиот свет, да се створи една мрежа во која што понатака, како што и сега се случува, ќе се разменуваат сите планови во однос на планирањето на делегацијата. Значи, јас таму добив многу важни информации што ги пренесов тука. Инструкции можеби за Апсолутно инструкции, значи луѓето од организациониот комитет детално презентира во сите аспекти како ќе се одвиваат игрите. Меѓутоа и она мрежа што ја стекнавме како пријателства таму е многу значајна, да сега јас можам да се јавам на било кој од нив и да ги прашам како планирате нешто да направите. Значи тоа е богатството што го донесовме од таму и исто така и тие со нас. Ќе биде предизвикувачки, освен климата, тоа што ние... Така да те прашам и тебе, Сенегал знае да биде суров, вистински? Изгледа сурово, да. Ќе треба да се внимава многу со свежото овошје, со свежата храна, она што не е термички подготвена, значи ние ќе се подготвуваме на специфични начини, со инструкции дадени од доктори, значи примивме до сега веќе 3 вакцини кои што се препорачани и задолжителни за патување во Сенегал. Исто така ќе примаме и терапија поради маларија, против маларија поради тоа што... И жолта треска, рековте, тоа се баш подготовки. Да. Значи тоа се подготовки во здравствениот аспект кои што се многу важни и мора да бидат сериозно сватени, бидејќи сепак нема играчка со здравието и воопшто, која рековме нели кога би биле таму. Треба да се надпреваруваат спортистите. Да, мислам интересно дека кога и да се слуша, да речам, некакво интервју дадено од спортистите кои што биле во минатото дел од Дакар, често вела дека нели победува менталната отколку физичката нели сила во случајот. Претпоставам дека оваа филозофија може да се примени во секојдневниот живот и кај младите триатлонци во случајот или оние кои што ќе бидат дел од некакви олимписки надпреварувања. Дакар вела дека е добра ментална предизвикувачка стартна позиција за нешто. Ќе биде предизвикувачки, меѓутоа ако поминете малку време во друштво на триатлонците, ќе знаете дека се многу повеќе од способни тоа да го надминат. Штом се способни за 3 спортови во едно и веројатно си за многу други работи. Сосема за крај, со Цеце веројатно прашањето ќе биде доколку ја гледа оваа емисија, ако не ќе ја имаат секако на располагање на нашата YouTube страница, таму ги имаме сите. Каде во моментот може да ги запиша своите, да речам, најмлади членови од семејството, момци, девојки кои што сакаат да се вклучат и да бидат дел од Триатлон федерацијата во иднина, па и од овакви балкански големи надпреварувања и светски. На нашата веб страна triathlon.mk, многу лесно за пронаоѓање, или Триатлон федерација на Facebook и Instagram, ги има клубовите кои што активно работат со телефонски броеви, каде што може директно да се пристапи во врска со членство, да се информираат пред се. Ќе искористам оваа прилика да кажам дека ние и во наредниве години имаме амбиција да формираме што повеќе триатлон клубови во другите градови во Македонија, каде што има услови, односно нели минимум базен треба да има за да можат да пливаат. Така што исто така заинтересирани ќе ги повикам да се обратат, целата поддршка ќе ја добијат од федерацијата. И да, еве кога веќе споменавме базините, пливањето во Скопје се одвива на базен, така? Да. Што ќе се случува сега со реконструкцијата на базенот? Отворени се акчија дека Карпош или некои други? Тоа се нови предизвици за надпреварувачите? Тоа се старо нови предизвици. Да, веќе поднавикнати. Да, секако би требало да се има малку поголемо разбирање за тренажните процеси на сите овие деца, сите исто така деца што се во развој, што сакаат да пливаат, да се рекреираат, така што мора да се обезбедат услови. Апелот е да се обезбедат услови и што повеќе базени, бидејќи и овие два што ги има не се доволно. Како не. Тоа зборуваме два се, од кои што еден ќе се затвори долги години, нема да биде во функција. Тоа е само апел за надлежните, за институциите да ако веќе сакаме да инвестираме во спорт и во млади, тоа нека биде една поидовна точка.
Благодариме многу, беше преубав разговорот Едукативен, и толку долго ни убав, да. траеше Ни траеше и уживавме. Само ќе ве замолам да ги Слободна. поздравам сите спонзори, Македонскиот олимписки комитет и Министерството за спорт, кои што секогаш застануваат позади вакви настани, да докажеме дека ние сме, уште еднаш да докажеме дека можеме и знаеме да организираме вакви врвни интернационални спортски настани. Благодариме што Охрид ќе ова блеска беше викендов. едукативен разговорот. Воопшто тоа го правиме ние секој пат, знаеш, и самата промоција и соодветен, мислам дека има медиумски простор да се промовираат темите конкретно, достоинствено, па така што нека биде предизвик триатлонот со што повеќе кај младите. И да дојдат сите што се во Охрид да гледаат, навиваат, зашто да дадат ветуваме добра забава. Супер, 13-14 Балканско првенство во триатлон во Охрид.